бидејќи тој беше дека во среда. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, дозволете уште еднаш на почетокот на годината, ова е прва активност која што ја спроведувам како премиер, да ја искористам можноста на сите граѓани, да им честитам нова година, да им посакам здравје, успех, многу среќа, взаемно почитување и огромна надеж за иднината на нашата земја. Се надевам дека 2018 година ќе биде година на Македонија. Денеска, на покана на Министерството за финансии, имавме можност да одржиме прв работен состанок, како едно резиме на завршената финансиска или фискална 2017 година, со аспект на проекциите за 2018 година. Сакам да го споделам задоволството во груби црти, за кои што ќе зборува Министерот за финансии подетално, од перформансот на јавната администрација во делот на заокружувањето на 2017 година. Она кое што сакам да го кажам е дека завршетокот на годината покажа најголема стапка на реализација на капиталните инвестиции од повеќе од 82% или некаде повеќе од 19 милиарди 862 милиони денари или 83,6% од проектираните и представува најголема реализација на капиталните инвестиции во споредба од 2013 година наваму. Секако тоа дава еден сериозен сигнал за перформансот на реализацијата на јавната администрација. Знаат граѓаните дека новата влада пред се плаќаше долгови. Не се работи за некои конкретни големи капитални проекти, освен реализацијата на автопатот Смоквица-Гевгелија или реализацијата на другите капитални проекции кои што беа во тек и нивната имплементација. Дел од нив се почеток на капитални проекции на новата влада, согласно програмата на новата влада, но целото ова ни кажува дека постои сериозен перформанс од страна на јавната администрација која што ни дава сериозна надеж за 2018 година дека можеме и имаме право да негуваме огромен процент на реализација на капиталните инвестиции кои што и текако се многу значајни за севкупниот економски раст на државата. Истовремено, реализацијата на севкупните приходи е зголемена во однос на 2016 година, кој што покажува сериозно заздравување на економијата после политичката криза во Република Македонија, дека нашето домашно стопанство и пред се фирмите кои што работат дома, без разлика дали се со собственост на луѓе од Македонија или со собственост на луѓе од странство, го препознаа моментот на излез од политичката криза и се развижија севкупните економски активности во Република Македонија. И ова е многу значајно заради тоа што најавува севкупно заедно убава надежна 2018 година. За деталите од перформансот на буџетот ќе зборува Министерот за финансии. За мене е значајно тоа што можам да заклучам дека она што го направивме на крајот на годината, со репрограмот од некои 2 милиарди денари, исплативме обврски, но ги зголеми капиталните инвестиции во државата, ја зголеми севкупната реализација на буџетот. Буџетскиот дефицит остана на 2,7 со можност статистички до крајот секако на овие неколку денови ќе се потврди дали е 2,7 или 2,8, значи е во рамките на буџетските проекции, но сето тоа навистина испраќа една голема надежна порака до нас како јавна администрација, а верувам и преку нас до домашното стопанство, дека доаѓа 2018 година, која што треба да биде година на прогрес, година на економски инвестиции, година на севкупен економски раст и развој на Република Македонија. Она за мене кое што е многу значајно, дека со ваквите најави очекуваме отварање на многу работни места, очекуваме на зголемување на бруто домашниот производ во државата, кое што севкупно ќе значи и чувствување кај граѓаните на враќање на економскиот живот во Република Македонија. Верувам дека успешноста на оваа влада во 2018 година ќе се мери по многу работи. Меѓународните интеграции да, но она што го очекуваат граѓаните да осетат економски ефекти дома е така убав ден, прв работен ден, како можност да го најавиме, за да знаат сите граѓани дека оптимизмот кој што се јавува од почетокот на годината, како рекапитулар на завршувањето на 2017 година и сите информации влезни кои што ги имаме, најавува добра година, која што само уште еднаш потврдува дека не е време за избори, туку е време за работа.
Знаејќи го тоа, уште еднаш сакам да испратам пораката до деловните луѓе во Македонија, да слободно ги прават своите планови. 2018 година ќе правиме се, согласно стабилно парламентарно мнозинство, да имплементираме важни стратегиски определби за Република Македонија, а дел од тие стратегиски определби се секако домашните инвеститори да може да прават слободно планови. За нас знаете дека се домашни сите кои што имаат отворени фирми во Македонија, да ги прават тие планови, да преземат храбри чекори, да влезат и со банките и со собствените ресурси кои што ги имаат како резервоари, заради тоа што владата ќе биде насочена кон се што е можно да го поддржи, кое што ќе даде придонес во севкупниот раст на бруто домашниот производ, а со тоа и севкупниот економски раст во Македонија. Убеден сум дека 2018 година ќе биде една кулминација на завршувањето на политичка криза во Македонија со економски перформанси кои што ќе ги почувствуваат сите во Македонија, пред се граѓаните, заради тоа што знаеме колку е важно секој да почувствува приходи повеќе во своето семејство и во својот семеен буџет, а меѓу другото и да овозможи намалување на севкупните расходи кои што ги имаме за секое семејство во нашата земја. Надевајќи се дека 2018 година навистина ќе биде еден ветар во грб на подобрување на севкупниот живот за граѓаните во Македонија, се надеваме дека сите будно ќе ги следиме текот на развојот на настаните, но пред се и над се текот на развојот на економските настани во нашата земја. Благодарам. Јас се пред да почнам сакам да ви посакам среќна нова година. Еве ние имавме добра соработка, бевме отворени као Министерство за финансии од првиот ден, почуваме заедно пак со вас као представници на медиумите. Исто така, јас сакам да се заблагодарам на премиерот, што во првиот работен ден на нова година е заедно со нас. Ние во овој прв работен ден на 2018 година го информиравме премиерот за реализацијата на буџетот во 2017 година и за очекувањата за движење на економијата годинава. 2018 ќе биде добра година за македонската економија. Зошто? Стабилизацијата на политичката состојба ја враќа довербата на инвеститорите и се очекува силно придвижување на приватните инвестиции, кои што изостанува во претходниот период. Второ, тоа што го каже и премиерот, реализацијата на капиталните инвестиции во буџетот на Република Македонија во 2017 година изнесува 19,86 милиарди денари, што представува историски највисоко ниво. Во 2016 година капиталните инвестиции се реализираа на ниво од 16,97 милиарди денари. Ова значи дека остваривме добар резултат во 2017 година, посебно ако се знае дека во првата половина на 2017 година реализацијата на капиталните инвестиции беше исклучително ниска. Ние ќе продолжиме со ова темпо на реализација, кое што ќе даде силен потик за вкупната економска активност во годинава, во 2018 година. И трето, кое што би сакал да го потенцирам, е дека знак дека економијата се стабилизира е наплатата на даноците. Во 2017 година даночните приходи се за 4,6% повисоки од 2016 година, при што раст имаат сите поважни категории на даноци. При тоа, Министерството за финансии во координација со Управата за јавни приходи во 2017 година реализираше поврат на ДДВ кон фирмите, што е за 2,2 милиарди денари повисок од оној во 2016 година. Ние и во 2018 година ќе продолжиме со неселективно и брзо враќање на ДДВ-то кон фирмите, со што ќе влијаеме на подобрување на ликвидноста во стопанството.